Почитувани гледачи, добар ден. Задоволство ми е да ви посакам добре дојде во ова зелено море на пченица, која што е специјална сорта за сушниот период. Гледаме дека има оселки. И навистина прекрасно изгледаат житните посеви не само на пченицата, туку и на јачменот, од каде се очекува дека ќе има и одлични приноси. Се наоѓаме во Свети Николскиот регион, каде што зависно од временските прилики, кои засега се поволни за нивниот развој, овозможуваат минимално 3,5 тони, до некаде има и до 7 тони од хектар. Но клучно што размислуваат земјоделците и постојано се прашуваат, а веќе одамна требаше да се зборува за откупната цена и на пченицата и на јачменот. Знаеме дека мината годишната цена беше 12 денари, некаде и пониска, но во текот на годината имаше цена и од 16 денари за килограм од овие житни култури. Велат дека таа е одлична цена и таа би требало да се задржи натаму, бидејќи трошоците постојано се зголемуваат во оние импути за набавка на вештачки ѓубрива, а се најавува и покачување на цената на услугата со комбајни кои што најчесто ја користат земјоделците. Не е само оваа тема актуелна, за која што требаше, како што реков, многу однапред да се зборува, наскоро ќе започне и жетвата на јачменот, туку исто така има и други актуелни теми. Се уште стои отворено прашањето за откупот на оризот или оризовата арпа од Агенцијата за стокови резерви. Знаеме дека набрзано се работи исто така на пролетната сеидба, работат во кочани, но работат земјоделците и во овчеполието. Се сеќаваме дека на нивен повик постојано ние сме присутни, секоја година редовно овде има суша и се она што тие го вложуваат во нивниот род се уништува, бидејќи нема вода. Воопшто, водата од браната Калиманци не стасува, што од руинирани канали, што од, да речам, поднаводници, нели, лакомоста на некои земјоделци тие први да искористат, но апелираат да се размислува не само за Кочани, туку и за овој регион, бидејќи и овде се произведува храна и тоа разновидна. Најмногу фураж, но има исто градинарски култури, тука се дињите, бостанот, тиквите, да не ги набројуваме, пченката, многу мина од нив и не посеале сега за пролетва пченка од страв дека воопшто и нема да се развива како што треба оваа култура. Ова е само дел од емисијата со која што верувам ќе го задржиме вашето внимание. Останете со нас. Производителите ги обединува не само секојдневниот начин на живење во овој крај, туку и многуте проблеми. Мака мачат од почетокот, од сеидбата до продажбата, а најактуелниот проблем, особено во летниот период, е обезбедување на вода за наводнување. Во овчеполието со години наназад се повторува истата слика. Па лани тешка година. Пченките и вие имате снимки, знаете како беше и директорот доаѓа, состаноци имаме и он на лице, и министерот доаѓа, од тоа нема ништо. 3 години беше хаотично, а ланската година доаѓа и директор и министер викат тука на асфалто, а прскаше една линија, оно само така че пуркаше, имате вода, добро е. Немаме ние сигурна наводнување. Дојдеа едни луѓе од Кочани, мајсторче кај мене, работи ми нешто на трактор, рече, вода немате кај нас, вика, тоа се на ангро. Пуштиле од 2,5, сега орат, спремат се живо. Дозволил министерот се. А кај нас не може да помине да види овчеполието како е. Дали има потреба, дали има свет тука, дали има земјоделци. Овчеполието тука, кој кајде тука детелина зима. Јонче. Да доат, да видиме колку има вода, да се распределе таа вода, да се тука површини, там површини. Значи, ние сме земјоделци, ние ранеме фамилии. Сега ни стаса известување пред 15 дена дека нема да се наводнуваат едногодишни растенија. Од тоа ние не се задоволни тие изјави, зашто тоа се кажува пред Нова година, за да знаеме ние дали да сееме, дали да оставиме и што да работиме со нивите. Не се на нас пченките ни се насејани у март месец. Сигурно 30 сантима е голема, ќе треба да се полива и да се ѓубре. Така да сега више ни треба вода немаме, ја го е више 21 или 20 мај, така да
од директор на водостопанство. Ние имаме состанок, ние имаме известување што да правиме, како, колку вода, дали репус ќе се толерира, неплаќачите дали ќе се толерираат. Никаква информација не имаме од тај дел. Никој не е дојдел да не посете еден состанок да направиме културен, со културно размислување, предлози наши мнини и да најдеме една точка за работа. Има некој закон што треба да се регулира тоа. Известат они, ние да ни помогнеме на нив, тие што вадат репус, што ја крадат водата, што не плаќат, да видиме кај сме. Разбираш ме, на нас не тие сметат, ние си плаќаме до нова година за субвенции, се сме чисти. Јас сум 18 години земјоделец. За вода што плаќам фактура од 120-30 не сум доле, нагоре. Тој мало е вода, еве жито сум пченка. Никој пченица, никој не е наводнувал. Реткост. Ја наводнам и скарам повише и за семе си оставам нешто таква работа, значи поквалитетно. Тие парички по една лопата цимент. Не знам како да се изразам. Значи да се зберат на има и поголеми водокорисници од мене. Дали годинава ќе пропадне уште една реколта на пченка, граф, луцерка, дињи и се што ова плодно поле може да даде, се прашуваат производителите. Поради ситуацијата со кулминациите само имам луцерка и пченка и житарица. До сега се феноменални, значи перфектни. Ваа година за нас се одлични до сега, да ги сочува Господ за нато му здрави. Без вода на летната жештина не може да издржи ниту едно растение. Имам посејано некои 10 хектара под пченица, 2 хектара јачмен, од житни култури, фураш луцерка, имам 10 хектара, имам посејано тикви годинава повише, требаше да сееме пченка, ама не смејаме, немаме храброст, има некој посеја некој 5% на ризик, оти сетио проблем у водата. А пченката сака наводнување, ја посеа тикви, овие касандрите, не бара толку вода, имам околу 2,5 хектара, бостан имам лубеница, 15 декара, дињи 1 хектар. Трошоците растат, а неизвестноста околу откупните цени се повторува и годинава. Цена ништо не знаеме, последните 5 дена тога ти кажуваат откупо на отворено носеме и после ни кажат цена. Пченицата и јачменот дојде до 16 денара 17. Касна е годината, добро е, паднаа досиња која требаше и се поред, фала му на Господ. И сега е добро, сега па има некоја најава за дошче, белци ќе искараме јачмените, ќе поминат пчениците и они би требало. Ама ќе видиме сега со цената која е. Трошкови имаме големи, ѓубрето мапо што го фрламе за предсидба беше 2.500 по вреќа, 50 кила. Тоа беше изгор. И прихрани дадеме, од нас ние дадеме, па сега ќе видиме натам цената како ќе биде. 16-17 динара, ако биде таа цена нешто да дадат у откупо, добро ќе биде. Ако подоле од тоа, тешка работа. За доцнедата исплата на субвенциите се надополни, но предупредуваат на сегашниот момент за пријавување за субвенции. Мислам дека има уште нато 20% и додатни едни има. Тоа, али проблем ни е доваѓа сега касне со аплицирањето на субвенциите. Значи за 20 дена ние ќе почнеме да жнееме како ќе конкурираме на ожнејано и зорано. Со остатоци пак проблеми со инспектори. Битно е сега да се види, да поднесеме и електронските да се видат што е житата. Житата да се видат, инспекторите да утврдат, да сликат. Сега са да видат кои се добри земјоделци, кои не се, кои се добри, поштени. И сега да испаднат. Производителите ги работат своите површини. Заинтересирани се и за државната земја, но посочуваат и на некои неправилности и нејасноти. Регистриран земјоделец, децата не ќе да работат, зашо последниот повик пензионери земаа на повик. Најлошата работа. Значи пензионер не може да земе земја. Пример, неговата остави, друга конкурира, у пензију лава. Не ме е јасна таа политика, а младите ќе ни бегат по странство.
Ние, ако треба таа земја и без кирија да ја даеме на младите, да не останат у селото и да некој ово поле да го работи, тука што го има општо поле. Мустафино, зборам за моето село. Конкурата е малио, до 3 хектара, зема само 5 декара, надкупија го, нема шо, и тоа до нас беше тоа парчето. Втор пат пак конкура, со 22.000 надкупија го. Немам ЕСАП, нема, а 25 години е. Значи со земјоделски факултет и нема место, не може да се прошнуреш. Тука нема, ја не знам како е таа политика. До министр апел да може предимство да идат младите дечки што сакаат да конкурираат за земја, макар без кирија да се намале на не пензионери да земат. Ја ќе дам 50.000 ќе земам земја и после ќе дам на некој под 3 или ќе оно. Значи треба да се млад човек да може да заземе, да не да речем да заглаве, да почне. Значи не може он од нула, шо има па да почне. На крај, ако не е бесплатно земјата, нека биде со минималната почетната кирија, па нека земе нешто од државата 50 што беше, па да има од ИПАР, да почне, па утре може ќе почне па со стока, да работе, да го тука заседне тоа дете, а не само да ги праќаме по Германија, да ги гледат на прсти што се малкуте земјоделци и сточари. За стоката треба и земја, треба и механизација, рачно ништо не бива. Матика неќе. Освен субвенции, ја 2 пати како ИЗ конкурира, 2 пати ме одбија и толку. Се со поломни машини работеме. Нова што сум купил косачка, тога еко од джеп, иначе се е поломно странство. Ние сме фамилија, ја 2 деца машки не работат никаде, на земјоделие се. Овие состојби се присутни речиси во секој регион, а дополнителен проблем се климатските промени. Можеби не може многу да се влијае да се намалат последиците од ниските температури, но за наводнувањето со одамна изградените веќе застарели системи, најдено е решението. Само да се зачува, санира и унапреди, а и да се изградат нови брани, за да се искористат протечните води. И без разлика колку се надополнети браните, може со рационално користење на водата да има доволно за сите. И тоа е најголемиот проблем. Водата ни се губе од Кочани. До каде е реновирано не знам, али тука од Врсако навак од Балван, тоа е хаотично, значи водата нема, само има трски под канало, а тоа е знак дека водата се губе. Имаме сознание порано старите што се кажувале, кој е бил у кондиција каналот, 2 сезони без да заврне можело се вади со таа вода. Значи тоа ние ако го имаме, лани имаме пуна брана, сега некои 80 милиона испуштиле, работат, сеат такво оризи Кочанчани, значи ако фактички ние со 70 милиона можеме без проблем да поминеме и Кочани и ние. Нема проблем да имаме и кај ние, и кај нас. Таму не мале каналетки. Нека направат нешто, каналетки нека ни направат на луѓето водата да оде по каналетки, да не гине. Значи они треба да работат. Редно е да видиме и да го спроведеме во реалност она што го прават земјите каде што нема доволно вода, ниту за пиење, ниту за наводнување. За оваа тема често го споменуваме Израел, но и Блискиот Исток, од каде од пустина се прави зелена оаза. Она што значи поволни сега временски услови, тоа е дождот кој што во овој момент го имаме, особено за житните посеви, но исто така можеби и за надополнување на водата во оние брани кои што ги имаме. Сите очи се вперени токму на земјоделците во тоа дали ќе има доволно вода. Не треба да се размислува само за пролета, туку и за летото, каде што вообичаено ги имаме тие проблеми со водоснабдувањето. Проблеми во земјоделството постојат и во другите области, не само кај житариците, каде што се уште немаме никаква цена објавена, никаква калкулација, туку и во воштарството, во производството на тутун, во она што значеше и сточарството, пласманот на јагнешкото месо. Сето тоа навистина наидува на проблем и кај самите земјоделци и се дестимулираат во овој дел.
Националната земјоделска мрежа работи на она што значи потик на земјоделците, мрежување меѓусебно, бидејќи знаеме кога се здружени се и посилни, но исто така даваат и насока за да се надминат овие проблеми преку владините мерки и законите. Да го видиме овој прилог. Спој на знаење и искуство и не само да се лоцираат актуелните состојби, туку е потребно и да се изнајде вистинското решение. Последна активност што имавме како национална земјоделска мрежа беше активноста со проблемите со оризопроизводството во Кочарскиот регион. Таму имавме некои проблеми со во делот на водоснабдувањето. За жал имаме испуштено многу оптимални рокови за сеидба. Сега кои се причините, тука треба да ги повикаме надлежните да си дадат одговор. Требаше да се пушта многу порано вода заради тај вегетационен период на тие сорти од ориз, што се да речеме крупните сорти. Моментално ситуацијата е под контрола, имаме пуштено вода, али оризарите имаат сериозни проблеми сега околу сеидбата. Втор проблем исто таму нема никаков откуп не соврши на оризот. Исто имаме проблем и тоа што беше владината одлука со дополнителните субвенции од 6 динара по предадено производство на ориз. Така да во тој регион има сериозни проблеми, не знам како ќе течат работите и како Министерството и државата ќе ги решава проблемите во идниот период. Агенцијата за стокови резерви требаше да откупе некаде околу 3000 тона според одлука на влада, за стокови резерви, меѓутоа за жал до ден денеска немаме ништо. Од тоа се очекува дека ќе се испочитува одлуката на владата и дека ќе се откупат тие количини. Исто тука е проблем и откупната цена која е испод таа производна цена, така да луѓето моментално работат со загуба. Откупната цена моментално е 22 денара, а производна цена имаме на оризова арпа 27 денара производна цена. Така да и ако се вклучат и тие субвенции што ги дава државата и со тие пари не може да се доближиме до таа производна цена. Состојбите со овштарство се катастрофални. Тука терете да ги спомнеме, како најголем производствен регион во Преспанскиот регион, таму имаме измрзнување на јаболката од 80 до 100%, зависи од конфигурацијата на терено, меѓутоа штетите се огромни. Исто имаме измрзнување на праската во Росоман, имаме измрзнување на сливата во Маршивијата, исто и Радовишко мора да спомнеме, Штипскиот регион мораме да спомнеме, измрзнување на сливата, Коски Стовоше посебно. Така да ова година ќе се случи една катастрофа на пазарите, ќе имаме максимално недостаток со некои астрономски цени, што мислам нема да ни оде прилог на нас како потрошувачи, како конзументи. Според законот за кризи, државата е должна, според претходно изготвени за извештаи елаборати од комисиите за утврдување на елементарни непогоди, да изврши обештетување. Се тоа обештетување се движи од некој процент од 10 до 30%, зависно од одлуката на владата. Во секој случај е добродојдено, затоа што земјоделците и така се во една незавидна ситуација. За жал, има еден многу голем недостаток во законот, а тоа е дека има некој законски рок, на комисиите им се дава 300 дена, де факто тоа е едногодишно, цела година, и тука земјоделците ќе се соочат со многу голем проблем, да ги одржат тие насади, долгогодишни насади, нема да остварат никаков профит, за сметка на тоа ќе морат да инвестират дополнително да ги одржат насади. Тука мора да се направат или законски измени, или државата да ги скрати тие рокови и да може што побрзо да се исплатат тие средства према земјоделците. Според законот земјоделие и рурален развој, државата е должна да изготви производни цени за пшеницата и јачменот како стратешки култури. До ден денешен ние ги немаме тие производни цени, очекуваме да ги добиеме. Сега, врз основ на тие производни цени, државата мора да дефинира и заштитни цени кои се минимум 25% над производни цени. До сега, до ден денешен, ние немаме информација кои ќе бидат тие производни цени, по која методологија ќе бидат утврдени и дали ќе се случи истиот колапс што го имавме лани, да се откупува житарицата под производна цена и да работат полјоделците под загуба. Освен за житните култури, за оризовата арпа актуелна е состојбата и со тутунот, што веќе се расадува. Добрата цена ги стимулира тутунарите да го зголемат своето производство. Ова година имаме една експанзија на тутунопроизводство и ако земе во предвид дека немаме промена на закон, што баравме ние да инсистиравме за одредени шерови во законот да се променат, затоа што сегашното законско решение ги доведува во монополска позиција откупните компании, ќе се соочиме со страшен проблем, мислам, од утекот на откупот, бидејќи имаме зголемена продукција и тоа најверојатно компаниите ќе го искористат во нивна корист за сметка на земјоделците. Баравме ние од државата да се интервенира во законот и на некој начин да се заштитат тутунопроизводителите и тутунопроизводството како едно социоекономска гранка, меѓутоа до ден денешен ние немаме ги тие законски измени
и ќе видиме како ќе одат работите, меѓутоа со овој годишното производство што е минимум од 30% зголемување, ќе се соочиме со проблем околу откупот и цените. Тие го максимално користат, значи тај монополска позиција што им ја дава законот. Сега тука едина заштита да не заштити државата со некој ново законско решение што ќе биде у прилог и на тутунопроизводителите, меѓутоа на прилог и на компаниите. Спорни се два члена. Прво спорен е членот за неограничен увоз на суров ситнолисен ориентален тутун. И тука им дава право, значи, компаниите за нивни потреби да се увезуваат неограничено, неконтролирано увоз на ситнолисен ориентален тутун. Ние буквално немаме заштита у тај дел. Втор проблем ни е тоа што ние како производители немаме можност да се договараме за цената на нашиот производ. Компаниите ја одлучуваат цената и тие го кажуваат првиот и последниот збор. За жал, ова година, барем според тоа што го гледаме од програмата за директни плаќања, имаме намалување на субвенциите по килограм тутун, односно таму се движат субвенциите за трета класа 60 денари, втора класа ни е, значи, 70 денари и прва класа ни е 80 денари. Така да, ако се цене по правилникот за квантитативна и квалитативна проценка, најверојатно може многу лесно да се случи, значи, ова година да имаме многу по-ниска цена откупна за разлика од 2024 реколтата што ни беше. Без никакви предрасуди и лични интереси, од Националната земјоделска мрежа велат обединувањето на производителите од сите области ја зајакнува нивната сила во креирањето на аграрната политика, која што директно влијае врз развојот на земјоделството, но и врз обезбеденоста со квалитетна, поевтина и разновидна храна. Тоа е заедничка цел. Наше е да се ширеме и да се омрежуваме што повеќе земјоделците, индивидуалните земјоделци, затоа што и сами гледате вака како што да работите стихијно, со вакви законски решенија ние, значи, сме на добар пат како индивидуални земјоделци, значи да потонеме и да не снема како социоекономска категорија. Можна ли е миграцијата град-село? Сето тоа нашиот домаќин го осознал пред 30 години, кога во местноста Прогон, може и символика има во сето ова, да се врати и да направи еден прекрасен ранч од овоштарството, што го има овдека на разновидно овошје. А самата иницијатива дошла токму од она што и реалност во Европа и во светот. Татко му работел во Франција, се вратил годината со 45.000 марки за работка, значи зборуваме за пред 30 години, а тој само од продажбата на бостанот, на лубеницата од семка, заработил 85.000 марки, продавајќи го сиот бостан во Словенија, најверојатно не само за консумација, туку и за она што значи чистота можеби на семето. И сето тоа го убедило дека од селото, од руралните средини може да се живее и така го направил овој, да го наречеме повторно, ранч, каде што има многу видови на овошје. За жал годинава нема да набере многу. Знаеме дека и овдека во Штипскиот регион има исто така измрзнување од она што го имавме во април. Но тој убедува и мисли дека е токму ова перспективата и на Македонија, на нашиот аграр. Приказна што трае над 3 децении, создадена со многу љубов, знаење и искуство. За жал, противвременските непогоди тешко може да се влие и мора и натаму да се одржува овоштарникот. Се наоѓа у атару на селце, звано место Прогон. Имам створено кога беше имиграцијата село-град. Сите продаваа, јас тогај купува имање. И од тогај успеа да постигнам некои добри резултати, некаде околу 4-5 илјади дрвца имам свој насадено. Нешто имам обновено од мои калеми што сум јас направил, а 85% са купени готови калеми. Со годините не е било толку страшно измрзнување од елементарни непогоди и тие работи. Ако измрзне праската, јабуката останеше. Ако измрзне сливата, крушата и јабуката останат. А ваа година се измрзна, немаме ништо ваа година. Јабуката ја гледа се е скроз на нула. Сливите се и они скроз отидени. Тоа е мушмула, сега нешто мошке профрли нешто, она е покасно цветење, вегетацијата е покасна и нема проблем. Поднесеме барање за обештетување од измрзнување,
доаѓа комисијата гледа, не знам дали ќе одобрат, што ќе одобрат, а количински јас имам производство тука негде од 110 до 120-30 тона овошје. Тука правим нешто преработувачката слива што ми паѓа, јабука, имам своји машини, мелеме, правиме раки. Сега беше у тек да правам хладњача и сушара, да правам и сушено овошје. Ама ваа година не сопна најмногу, што не го памтам јас во. И мислам дека тешко ќе минеме, ако нешто не обештетат државата сега, за да ги покриеме барем трошковите. Сега, дали има род или нема, јас заштитата е истата правам на дрвото. И ако не го заштитам сега, следната година како дрво нема да биде дрво. И сфрезано, прехранено, дотерано, сега наводнување кој има, се ми е капка систем и се е дотерано, професионално се занимавам. Околу 5 хектара имот, едно завршува, друго почнува. Праска, слива, порана, покасна. Нешто давам на откуп на големо, носам на кванташки нешто. Одам на пазар у Штип, тамо продавам и имам откуп на стенлето на сливата у Радовишки оддел. Цената на сливата не сме биле никој пат задоволни. Посебно на стенлето. 30 години се е 5 динара, 10 динара. Праската солидна е, она има цена, нема цена, ама некој пат има. Јабуката е солидна и она. Од 25 до 35 динара иде на големо она. Покрива се трошок кој иде, може, значи дава ти волја, морал за да уложуваш у тие работи. На Слободан агротехниката, калемењето, садењето, целокупното култивирање во воштарството му се добро познати, а има и некое експериментирање во добивање разновидни плодови. Експериментално имам околу 20-30 дрва са ми од тие трнинките домашно калемени, нешто што го нема друг. Имам и јабуки, нешто направено сега нова сорта, црвена со црвено месо. Многу луѓе доаѓаат да земат калеми и успеа да го постигнам и тоа. Имам летни јабуки кога нема никој, црвен делишес летен. Ајде ред летен. Солидна цена. Иако ми е била таа јабука и 50 динара на кванташке, а ја давам и 40-30 на пазар. Летната јабука. Ама па добијам од друга страна као муштери и имам па други артикли, многу роба и значи се избалансира, дојде у нормал. Субвенции, да, до сега редовно ги добиваме и сега са додени субвенциите, ама нема да стасат за да покрием трошката. Ја до сега имам уложено негде околу 4.500 евра по документација, по се трошкове. Праскање имам до сега, заштити, тие са се еко препарати, што немат каренца. Тоа можеш да испрскаш саат време, помине можеш да береш и да јадеш. Тие се на база на бакар. Бидејќи и моите деца јадат од овоа, внуците јадат, што не сакам да има последица. Сакам кога ќе оде да не го измие од дрвото, да го изеде да е здраво. Тука е многу квалитетна водата, ние посебно имаме, земјиштето е богато со калиум, нашето овошје не се капе. Нашиот пипер што го произведеме тука нема окапување. 30 дена давам гаранција, не у фрижидерот, до фрижидерот да стое робата, ако се скапе да ми ја рекламират, давам цела фолија гратис за берба. Својот имот постојано го надополнува и со градинарски култури. Морам да се преориентирам и на градинарство, да го зголемам производството на пипер, на патлиџан, на компир, на тие работи и нешто ојде повише, имам насадено. Дома ти имаме стара сорта розов патлиџан, најстара сорта што е. Прави некаде една патлиџанка од 700 до 800 грама. Имаме една сорта, ја викаме лакавичка, пиперка, урдарка, сладко люта. И за нас дома и на пазари. Малку сме послаби со аргатлъко, со аргати у бербите големи кои имаме. Јас сум одил и од Куманово сум зимал аргати за да постигнеме главните берби кои. Се што падне на земјата, тоа се го складираме и преработуваме за домашни потреби, ракија, мармалади, компоти и се. Допирот со природата не е само во производството на храна, туку и во посетите на несекојдневните гости. Има животни во оваа природа, јас сам и во ми е еден вид како една допунска работа на фамилијарна, семен бизнис,
што занимаваме со ова, плюс јас работам како обезбедување ловочувар у ловиште. Вика се Укамак. Имото ми е усред ловиште. У ловиштето имаме доста дивеч црна, имаме свиња, имаме зајак, има волк, има лисица, има се што треба да има у природата, се имаме у завидно ниво. Убавина е и уживање, кога може да се најде спас од секојдневнието во градовите. Во него менам за градо, јас у градо имам и 2 стана и една куќа, али во е за мене рајот. Тука е животот мој, во е чист воздух, нема индустрија, нема загадување, мирно, тишина, немаш галами, немаш оптеретување. Можна е миграцијата град-село, вели нашиот домаќин. Јас со својата сопруга сум еден од многумината и задоволство е кога децата се тука. Кога дојдат децата, напунат ми ги батериите. Направил сум и теренче за да се занимават и сакам да го усовршим тоа малку, да го доградам, да имат желба и они да идат. И идат. Јави се татко и ќе дојдат децата, викам, а одма ги донесуваме, они ми фалат. Кога во македонските градови се повеќе има загадување на воздухот, гужви, прашина, бучава, немир и стрес, во руралните средини се е спротивно. И убаво е. Не случајно во европските земји престише да се живее во руралните средини. Селската идила не е само потреба, туку и можност за обезбедување екзистенција. Ова е само еден пример, а нив се повеќе ги има. Македонското поднебје, македонската земја изобилува со своја историја и традиција која што се негувала со векови. И не случајно кадрот започнува од манастирот Свети Безсребреници, чудотворци, Кузман и Дамјан, врачари, чудотворци, правеле многу добри дела. Но зошто сме овде? Бидејќи токму наспроти овој манастир се наоѓа манастирската винарија, која што веќе од 2019 година ја гради својата историја токму наспроти ова духовно богатство. Се запазува она што значи како одбележје на религијата, виното секогаш било присутно, но сето тоа надохнадено и со другите македонски традиционални производи кои што се присутни во нашата исхрана, кои што имаат свој квалитет. Целта е на манастирската винарија да се пробие на надворешните пазари, но пред се да привлече внимание на домашните и странските туристи. Се наоѓаме, да кажеме, во Охридскиот регион, во непосредна близина на селото Опеница, каде што веќе првите резултати покажуваат дека токму ваквиот вид на туризам, манастирски надополнен со винската историја и традиција, може да биде одлична формула за она што значи продажба и успех. И пред се да се задржат и младите во овој региони и на секаде низ Македонија и повторно се докажува квалитетот на македонското вино. На здравје, да го видиме прилогот кој што верувам ќе задржи внимание, а секако ќе предизвика можеби интерес и кај останатите да започнат со ваков вид на она што значи туризам, виното наше македонско, да го продаваме и овде во Македонија на странските потрошувачи. Духовноста што се чувствува, чистиот воздух, ладовината од шумата, тивкото жуборење на реката Опеница создава еден поинаков амбиент, каде што неочекувано се открива уште еден охридски бисер. 2019 година со Стефан Кочовски одлучивме да направиме едно добро дело или да отвориме винарија кај што ќе негуваме таа наша македонска традиција, нели, куќа без фурна и без бочка не била куќа. Така и по завршувањето на манастирот Свети Безсребреници, Козман и Дамјан, рековме да ја збогатиме куќата со уште една дејност, а тоа е производството, нели, на вино и на ракија. Се регистрировме како манастирска винарија и од тогаш натака се трудиме да направиме колку е можно подобри вина и подобри раки.
Ние се наоѓаме во село Опеница. Самото место се вика Мала река, бидејќи врви една мала рекичка покрај манастирот, покрај винаријата, на 10 километри оддалечена од градот. Во горните предели од селото лозија имал овај народ. Археолозите имаат пронајдено ископини од пред 2000 години, дека овдека живеел уште од тогаш народ во континуитет. Ни дава можност и една обврска да ја негуваме традицијата на нашите предци, на нашите дедовци и прадедовци. Местото каде што се наоѓа моментално винаријата е наречено Световраче. Односно свети безсребреници и чудотворци Козман Дамјан. Тие се светители кои што биле лекари и поради местото овдека, поради манастирот кој што го носи името на светите безсребреници Козман и Дамјан, така ја и нарековме и винаријата, манастирска винарија. Досегашната преработка на винското грозје во прекрасните вина дава резултати. Произведуваме повеќе типови на вино. Имаме и вранец, и каберне, савиньон, и прокупец, станушина имаме автохтона македонска, темјаника, семион, имаме и шардоне. Трендот на нашето движење е да што повеќе автохтони грозија имаме, да бидат од ова охридско поднебје. Вранецот лани беше многу добар, имаше прекрасна година и еден од најдобрите вина од Охридскиот регион ни е Охридскиот вранец. Прокупецот секако и тој беше добар. Се трудиме да станушината да ја издигнеме на едно повисоко ниво. Сега ова година што ќе даде Господ, ќе видиме. Настапуваме на Open Balkan, на надпревари. Сме оценети како млада винарија со доста голем успех. Ајде да не бидам скромен, поготово и во производството на ракијата, на жолтата, на белата. Прошлата година на Open Balkan освоивме за ракијата едно злато, едно сребро и бронза освоивме за вината. Јас се надевам дека нема да застанеме тука. Освен традиционалниот начин во енологијата, мора да се вложува и во новитети. Најважна е љубовта кон виното, мислам, а потоа колку човек е во можност, толку и ќе прави. Меѓутоа, благодарение на Министерството за земјоделие кој што доделува грантови, ние искористивме грант и тоа беше една добра помош за да го усовршиме производството на виното. Се надевам дека таа традиција ќе продолжи поднатака. Го усовршуваме квалитетот на финалниот производ на виното, бидејќи на Запад, во Франција, во Италија, технолошкиот ден е многу напред заминат и доколку не е таа поддршка, не би можеле да го следиме ние тој технолошки развој и не би биле конкурентни со вината. Значи Господ ни дал прекрасно поднебје, сонце, земја, меѓутоа треба и технолошки да ги следиме тие нови научни достигнувања. Винаријата Манастир со својата уникатност создава историја и не само за винската култура, туку и за се што представува македонска вредност. Спојот на гастрономијата и виното се надополнува и со многу интересни приказни, што ги привлекуваат туристите. Во почетокот не бевме свесни за
она како ќе се развива сето ова што денес се случува во винаријата. Ние само имавме љубов кон виното и почнавме да правиме вино, меѓутоа ете Господ на еден или на друг начин си ги мести коцките и дојде една винарија која што ето 97% од гостите ни се странски гости. Знаат љубители на вино да запалат кола и од Тирана и од Скопје и гости кои што планираат само 3 дена да поминат низ Балканот, еден ден го врват овдека во винаријата. На наше задоволство секога. Манастирот имаше и кози и правевме и сирење. Сега имаме и производи кои што ете мислам дека сме успешни во правење на чадена сланина, чадено месо и ги нудиме нашите производи, како и сирењето, така и чаденото месо, чаденото сирење, чадената сланина. И мислам дека локалните производи ќе продолжиме да ги нудиме на странските гости, бидејќи ете ќе цитирам еден конзумент на вино кој што му дадовме сирење, вика овдека не само што ви е виното прекрасно, туку и ги чувствувам тревките што ги паселе козите. Винаријата Манастир во селото Пеница е една од малкуте винарии што се наоѓаат во Охридското виногорје. Виното е присутно во религијата, а во многу вински земји, како на пример во Франција, виното е храна. А овде, заштитено од светите врачи Кузман и Дамјан, за многумина виното е лек и за душата и за здравјето. Да го негуваме автохтониот елемент во производството на вино. Вие Игнација е вино кое што заради тие вкрстувања на патиштата помеѓу исток и помеѓу запад, кој што ние во моментов се наоѓаме во средина, нити сме исток, нити сме запад, го направивме, му дадовме име, бидејќи навистина таа винска култура која доаѓа од исток, продолжува на запад и не запира туку се расширува низ целиот свет. Јас се надевам дека ќе направиме една добра паралела меѓу вината од истокот и меѓу вината од западот. Интересот за вината и другите пијалаци расте. Оригиналната архитектура, стилот, гостопримливоста и топлината на домаќините, духовната енергија, моќта на природата и најважното, неповторливиот вкус и мирис на вината ги привлекуваат посетителите. Не еднаш, туку многу пати и во иднина да се навраќаат во овој крај, каде што некогаш минувал патот Вија Игнација. Село Новачани, каде што едно семејство се обидува да направи нешто што представува навистина наследство од минатото, традиција во делот на овчарството, да се зачува самото производство, но исто така во многу нови моменти има во ова семејство, а тоа е да се обидува оваа раса, асап, и има машини за мозење. Нема да ви откриваме се, тоа ќе го гледате во наредната емисија, а сега ви благодарам за вниманието со кое што не следите, останете со здрави. Се гледаме само за 7 дена. Довидување.